Многу се радувам кога ние како тим, добро утро секое утро, ќе ви ветиме нешто и го исполнуваме тоа. Неодамна бевме во посета токму на овие канцелари и овде ви најавивме еден конкурс за илустрација за деца. Станува збор за конкурсот Света со љубов. Тогаш ви ветивме дека ќе зборуваме подетално за фестивалот Литера и конечно Литера 2023 добива датум за оваа година, ќе се одржува од 23 до 27 мај во Музеот на современа уметност, па во продолжение подетално зборуваме токму за тоа со Сребра Георгиевска. Благодарам што ве имаме во Добро утро секое утро. Ви благодарам што се интересирате за нашата работа. Само една мала корекција, фестивалот ќе се одржи во Музеот на град Скопје. Така, моја грешка, се извинувам со. Добро што имаме повеќе музеи што правиме овакви грешки. Така, имаме избор. Значи во Музеот на град Скопје од 23 до 27 5 дена, пето издание на Литера 2023 година. Тоа значи дека можеме конечно да ви го честитаме првиот јубилеј. Ќе ми дозволите да го направам тоа и да посакам уште многу јубилеи да славиме заедно со Литера. Ви благодариме. Да, годинава одбележуваме 5 години, за некого тоа може би се малку на број, меѓутоа за нас, за една ентузијастичка група на луѓе која што сме собрани за да го создадеме овој фестивал и го направивме пред 5 години, ова се веќе големи чекори затоа што го имаме впечатокот не само ние, меѓутоа и публиката и професионалците од оваа област, од литературата и илустрацијата ни го потврдуваат дека полека но сигурно фестивалот расте и си добива свој карактер и идентитет. Сребра, со оглед на тоа што траете 5 години, но можеби многу мина, можеби постојат луѓе кои што не чуле, можеби постојат луѓе кои што го заобиколиле и никогаш овие 5 години не биле дел од Литера, со цел да ја привлечеме јавноста да ги посетат, да го посетат вашиот фестивал во изминатиот период, да се потсетиме каква дефиниција би дале за Литера. Што е она што го отсликува овој фестивал и за кого е наменет? Фестивалот е официјално фестивал, меѓународен фестивал за литература и илустрација за деца. Многу мина знаат да се збунат и претпоставуваат дека тоа е за фестивал на кој што децата доаѓаат и творат. Тоа е само еден од сегментите на Литера. Инаку нашата идеја основна е илустрацијата како уметност да добие свое посоодветно место кај нас, и од аспект на учење, на младите да разликуваат што е убаво, што не, да помогнеме на луѓето кои што професионално се занимаваат со илустрација на книги, на сликовници, да имаат прилика да слушнат мастер-класови предавања од врвни луѓе од други земји кои што ни доаѓаат на гости како што е годинава. Значи, сакаме да го задржиме тој едукативен аспект на фестивалот, затоа што илустрацијата како уметнички вид во Македонија многу малку се изучува на факултетите за уметност, тоа е еден семестар или ниту толку, или провејува во одредени предмети, за разлика од некои земји во регионот или во Хрватска, како што е, каде што веќе постојат конкретни факултети, конкретна одсек за оваа работа, за илустрација. Факт е дека живееме во време на визуелна култура и ние сме свесни дека децата треба да ги учиме на ова многу што помали. Нешто што е добро, значи ние паралелно, затоа и така го насловивме фестивалот, да биде и за литература и за илустрација, затоа што децата најмногу растат со сликовниците, а тоа е комбинација на слика и текст. И ние се трудиме паралелно да работиме на двете полиња, организираме за време на фестивалот конференции на кои дискутираме какви сликовници имаме, како да бидат подобри, како да станат наш извозен производ и да ги преведеме и на други јазици, дали се доближуваме до публиката на соодветен јазик. И токму оваа тема ќе ни биде една од на некој начин на централниот настан конференција Македонска современа сликовница, што ќе биде за време на годинешното издание. Оваа година некако акцентот и фокусот е токму на илустрацијата, како што нагласивме, тоа на современата илустрација. На кој начин низ овие 5 дена ќе се обидете да ја доближите до публиката? На наша голема радост успеавме да договориме, да организираме тројца врвни илустратори од Хрватска,
современи да дојдат во Скопје и сите тие 5 дена да бидат наши гости. Станува збор за Доминик Вуковиќ, Николина Маноловиќ Врачар и Бранка Холингсворт Нара. Тоа се, кои да ги проверите на интернет, се наградувани актуелни илустратори од Хрватска, кои што работат и надвор од својата земја. Секој многу специфичен во својот израз и пристап. И идејата на Литера е не само да ни дојдат гости и ние да видиме тие што работат, туку да искористиме на некој начин се што можеме од тие луѓе како знаење и искуство, да го споделиме со нашите професионалци кои што се бават со оваа дејност. И ни предпоставувам. Апсолутно. Затоа што ние паралелно еве конкурсот што го спомнавте, идејата на конкурсот како форма ни беше токму тоа, да стигнеме до нови имиња, да стигнеме до луѓето кои што можеби работат, а не се многу видливи. И така се изненадивме позитивно, на нас ни се пријавија 30 млади и различна возраста илустратори, што искрено бевме позитивно изненадени. Од нив одбравме 5 мина. Од нивните дела ќе направиме мала изложба годинава, што ќе биде достапна веќе на самото отворање, а здравје на есен во октомври се планира изложба во културно-информативниот центар во Загреб. Така што Литера веќе, ние така си ја милуваме да си кажеме, Литера е мисија. Мисија од поширок аспект, затоа што ние не се концентрираме само на овие 5 дена во Скопје и што тука ќе пласираме. Изминативе неколку години го работиме тој патувачки караван и нашата мисија е да стигнеме до што повеќе места, до што повеќе деца во различни градови и села, таму каде што овие содржини не се многу достапни. Сме имале прилики да влеземе во места каде што не знаат ниту што е сликовница. Така што заради тоа Литера е поставена на многу повеќе позиции. Кажете ми, убаво споменавте за тоа колку малку се зборува за илустрацијата, и не само за современата, воопшто за илустрацијата. Која е разликата помеѓу, постои ли голема разлика помеѓу современата и традиционалната илустрација во детската литература? Забележувате ли вие, бидејќи сте инволвирани во целиот процес? Се разбира дека постојат и трендови, и нови моменти, и нови насоки во творештвото. Факт е дека новата технологија на уметниците им ги одврзува рацете. Значи можат многу повеќе да истражуваат во таа дигитална илустрација и затоа ние и конкурсот кога ни беше не инсистиравме да биде само со дела на хартија, туку да користат каков бил медиум. Тоа е доброто во денешно време што веќе се рушат тие бариери дека ако е дигитално не е квалитетно, не е уметност, тоа не е така. И токму заради тоа гостите што ќе ни бидат годинава, посебно ќе ги посочам и Доминик Вуковиќ, кој што ние го сработиве, може да се забележи целата креатива, ја сработи на свет со љубов и неговите бои, неговата идеја провејува низ цел фестивал, се луѓе кои што многу истражуваат и кои што за луѓето што разбираат од ликовна уметност можат да им видат многу елементи и на традиционалната уметност, но проткаена во нови современи елементи. Тоа е убавото да можеме да споредиме, да ние некој ќе каже зошто Хрватска, затоа што ние проценивме од нашето досегашно искуство дека таа земја, таа сцена во моментов во регионов е најдобра. И затоа сакаме да понудиме на нашата публика тоа што е најдоброто. Не ние да мислиме дека ние колку сме супер, најдобри. Да, имаме движење во последните 10 години што е за поздрав. Имаме се повеќе изданија на сликовници, се повеќе издавачите внимаваат како нештото изгледа, каква е хартијата, каква е корицата. Имаме многу повеќе како избори, како теми. Факт е дека на илустрација треба уште многу да се работи, меѓутоа веќе имаме автори кои што полека но сигурно се издвојуваат од групата. И само така можеме ние да работиме на подобар квалитет. И дај Боже, некој од овие гости што ќе ни дојдат утре да се направи некаква соработка, македонски илустратор со хрватски автор или обратно, затоа што денес навистина е едноставно да се соработува со светот. Дигиталната ера, точно. Убаво споменавте дека илустрацијата во детската литература посебно има значење, важна алатка, важен елемент. Многу ме интересира како децата реагираат денес на илустрацијата, како на Литера кога се директно соочени со илустрацијата на секаде околу нив, како реагираат тие на тоа?
Децата денес можам многу искрено да тврдам дека имаат знаат што сакаат и поради големиот избор на изданија што ги имаат, не само како сликовница, нели, како книга, достапноста покрај телефоните. Значи тие се веќе од многу мали нозе изложени на визуелната култура. И заради тоа веќе можат да бидат многу поселективни и знаат учат што е добро, што не. Сепак ние како Литера се трудиме да ги издвојуваме делата, сликовниците кои што според нас се не избегале од својот имаат изразена уметничка вредност, изразен вистински уметнички израз и кои што на децата ќе им како да кажам, предизвикаат убави емоции, убави впечатоци, да не бидат тоа пренападни бои, затоа што денес децата многу се изложени на бомбардирање на информации, на бои, на се нешто што треба да им го привлече, брзина, видеата што ги гледаат. И затоа сметаме дека сликовниците, посебно како медиум, треба да бидат смирувачки. Ќе ја спомнам професорката Весна Мојсова-Чепишевска, која што е голем, сликовницата и детската литература е нејзина специјалност, и таа е голем поборник за тоа дека на денешните деца треба да им се врати сликовницата пред заспивање. Тоа е тоа што треба да ги смири ние како родители, фамилија, што и да е, како улоги, во фазата дури не читаат, ние да им читаме, кога ќе почнат да читаат, самите да читаат, да се трнат мобилните пред легнување, за да не се мислиме, леле, детево не заспива рано. Буквално таа моќ на книгата, на сликовницата да ги смири децата е со, како да кажам, со многу голема. И како да сме ја подзаборавиле, а треба да и се подвратиме. Затоа што уште ова само ќе кажам, во детството во кое ние сме растеле, сме имале многу малку избор на детски книги. Било ќе гледаме цртање, ќе легнеме, меѓутоа сега е навистина благодет што имаат огромен избор. Да, и убаво споменавте и пред малку дека во последните 10 години навистина ни е збогатена детската литература, доказ за тоа и ова обкружување околу нас со детска апсолутно. Така што ме радува што можеме да го зборуваме тоа и ме радува што и се става акцент на илустрацијата како важна. Покрај илустрацијата, Литера е богата и со многу други настани, изобилувате со многу работилници. Што се веќе понуди Литера да ги поканиме и мајките со мали дечиња, што се ќе понудите на Литера 2023? Јас мислам дека буквално секоја возраст може да најде своја содржина на годинешното издание на фестивалот. Ке имаме дури 4 изложби, значи од тројцата наши гости од Хрватска, секој ќе има свое катче во музеот на град Скопје. Многу се радуваме што музеот ќе биде цел на располагање на Литера во тие 5 дена. Исто така ќе имаме изложба од македонските илустратори Свет со љубов. Тие дела ќе бидат изложени од првиот до последниот ден. Нема да правиме официјални отворања и закажувања, туку кој кога сака може да повели и да ги посети. Баш така. Друг сегмент се работилниците во кои што наменети за деца, во кои што наши соработници ќе бидат автори како Елизабета Баковска, Ана Голешка, Иванка Ниба, значи луѓе кои што работат на ниво на текст и на ниво на илустрација. Тие секој на свој начин ќе работи со група деца. Секој дневно ќе има работилница, ова посебно ќе ги интересира? Секој ден има. Јас ги поканувам вашите гледачи да ја заследат нашата страница и нашата веб страница literafestival.com.mk и Facebook страницата Литера, каде што имаме постојано информации, имаме за сите настани. Дел од нив се од отворен тип, посебно во среда на 24-ти, затоа што е неработен ден, и сабота кога ни е последниот ден, се од отворен тип. Имаме повид линкови за пријавување, меѓутоа кој да дојде нема да биде вратен сигурно. Тој дел ни е многу важен затоа што тука ја градиме детската публика. А кога таа публика, освен што ќе дојде да црта, да работи, да режи со ножици и слично, ќе биде обкружена со дела со убави дела, со убавина. Друг сегмент ни е мастер класови на нашите гости, кои што исто ќе бидат од отворен тип, може секој да дојде да повели да ги слуша, дали е писател, дали е наставник, дали е воспитувачка, не ги ограничуваме ниту професиите, ниту типот на публика. Имаме програма, годинава малку сакаме да ја разиграме програмата и со
поинтересна содржина за возрастни, да речеме после 17-18 часот, кога, ете конкретно за едната вечер, например Ана Голишка, која што е секојаш интересен модератор, ќе имаме гости, наши писатели, илустратори, секој може да си прочита своја сликовница, да на лице место да се создаваат одредени кратки приказни, да бидеме малку така и спонтани, а и убава прилика е да луѓето да се дружат меѓу себе. Цениме дека многу е важно во оваа дејност, посебно после годините што ги имавме на затвореност, да се подвратиме малку назад, да се дружиме повеќе, да разменуваме идеи и дај Боже луѓето меѓу себе да си најдат заеднички проекти и да си продолжат во иднина да излезат и некакви дела. Едно запознавање, едно дружење очигледно и запознавање помеѓу дечињата таму? Апсолутно. Исто така имаме една интересна програма, читаме сликовница со. Сега нема да ви открием кои ќе не бидат гости, меѓутоа мислам дека на публиката баш ќе биде интересно кога наши познати луѓе ќе читаат од нивните омилени сликовници на детска публика. И ја спомнав тркалезната маса која ќе има два панела, таа е на 25 мај, еден панел со акцент на текстот во сликовниците, а другиот, и го нарековме, од буква до приказна, а другиот е од точка до илустрација, затоа што символично се почнува од точка. Многу интересно звучи, со нетрпение очекувам да дојдам и да бидам дел од Литера оваа година. Сребра, благодарам за одвоеното време, посакувам успеси, како што кажавте, бидејќи го нарекувате Литера мисија, вашата мисија да станува успешна приказна за Македонија. Ви благодарам, Александра, многу и ви благодарам за секоја поддршка што ни ја давате со години поред. Така, Алфа останува да ги поддржува на Литера и сите овие вакви прекрасни идеи кога се работи за литературата, за децата. Уште еднаш подсетуваме од 23 до 27 вашето место не е загарантирано во музеот на град Скопје, бидете и вие дел од Литера 2023.